Изградба и продажба на станови, Трим и Лум. Со дефиле низ Охрид со противпожарни возила со вклучени сирени, територијалната противпожарна единица Охрид денеска го одбележа 20 мај денот на пожарникарите. Настанот беше најинтересен за најмалите, второоделенците од основното училиште Григор Перличев, за кои пожарникарите се вистински херои. Тие се запознаа со професијата и опремата која ја поседува противпожарната единица во Охрид, а имаа можност и да се возат со противпожарните возила. Многу брзо, многу интересно и многу свирит како да ни ги пукнит ушите. Во пожарната видовме многу седишта и имаше и црева, имат и црева, имат и облеки. Многу интересно беше. Беше многу убаво и многу брзо се вративме. Свртивме цел круг, застануваме за да поминиме ние. И ми беше многу интересно, се дружевме внатре со другарки. Во рамки на одбележувањето беше истакнато дека единицата во Охрид значително ја унапредува својата опременост и се приближува кон европските стандарди. Во изминатиот период со поддршка од локалната самоуправа набавена е нова опрема, а по 25 години обезбедени се и нови интервентни униформи за сите 40 пожарникари во единицата, истакна заменик командирот Коста Кузмановски. Тој посочи дека интересот за работа во службата е голем и најави можни обуки и курсеви за идните кандидати. Безбедноста на пожарникарите е на едно високо ниво, а со тоа и безбедноста на граѓаните на општина Охрид, општина Дебарца, како и на туристите кои што пристигуваат во нашиот град. Можам да истакнам задоволство дека во соработка со локалната самоуправа набавено е доста опрема во изминатиот период, така што можам да кажам со задоволство дека излегуваме од тие балкански рамки и веќе се ближиме кон европските рамки. Постои голем интерес, за нашата служба. Се надевам дека во изминатиот во наредниот период, ќе имаме и некои курсеви за да извршиме некоја правилна селекција зашто едно е желбата да се биде пожарникар, а друго е можностите. Поддршка за охридските пожарникари најави и Дейв Бери од противпожарната и спасувачка служба во Манчестер, која нагласи улогата на Фронтекс во обезбедувањето опрема и обуки за службите во Охрид и Македонија. Тој најави 3-годишна програма за обука на пожарникарите со примена на современи практики од Велика Британија и Соединетите Американски држави. I visited this station last year and I visited this year as well. I've met with Borco and I've met with Costa here, and it's absolutely clear that the firefighters here, their enthusiasm is just wonderful. It's fantastic. They've shown me their equipment, they've shown me their PPE. There's been some really good investment, and I think what I've discussed with the chiefs here is we're going to help with some training over the next couple of years. We're committed to a 3-year programme. We're going to bring some of the most recent and up-to-date training that we're learning in the UK, some of the training that's been brought in from the USA, some of the training that's been brought in from Brandveer, and we're going to help the firefighters here to be the best they can be for the people of Ohrid. На одбележувањето присуствуваше и градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков, кој традиционално им го честиташе празникот на охридските пожарникари. Во село Белчишта започна изградбата на противпожарна станица за доброволното противпожарно друштво Ентузијаст Дебрца. Градоначалникот Златко Силјановски информираше дека за проектот од општинскиот буџет се издвоени 2,4 милиони денари, а механизацијата веќе работи на уредување на просторот кај општинската зграда во Белчишта.
Друштвото брои 15 волонтери и веќе располага со противпожарно возило добиено како донација од Тирол, Австрија. Во тек е и проект за набавка на дополнителна опрема со цел да се зајакнат капацитетите за противпожарна заштита во општина Дебрца. Од локалната самоуправа велат дека обучени и опремени доброволци представуваат значајна поддршка за професионалните пожарникари од Охридската противпожарна единица, која покрива голема територија во општините Охрид и Дебрца. На 9-тиот државен надпревар на учениците кои ја следат Brain-o-Brain програмата кој се одржа во Скопје во силна конкуренција. 36 Brain-o-Brain гениалци од Центарот за развивање вештини Боб Црвен крст Охрид се закитија со вредни одличја. Од нашиот Brain-o-Brain центар учествува 36 деца со кои сите добија награди и се здобивме со 13 трофеи, 13 златни медали и 10 сребрени медали. И овој пат учениците и нивните тренери потврдија дека Охридскиот центар е еден од најуспешните во државата. Успехот не е случаен, тој се должи на континуирана работа, посветеност, ангажираност и професионалност од страна на тренерите кои ја имплементираат Brain-o-Brain програмата во Црвен крст Охрид. Ја користам оваа прилика да изразам благодарност кон родителите за нивната ангажираност, посветеност и максимална доверба што ни има дадено нам како центар, затоа што тие се една нераскинлива алка која што прават успехот да биде целосен. Оваа година на националниот надпревар во делот на демо презентации Охридскиот Brain-o-Brain центар го представија 4 ученици кои го завршуваат највисокото 10-то ниво. Тие се наменети за ученици кои што се во повисоките нивоа, од 5-то ниво па се до 10-то ниво, и на тие демо презентации учениците имаат можност да покажат во исто време повеќе активности, да пеат, свират, играат и во исто време да пресметуваат. Демо изведбите на учениците од Охридскиот центар како посебно атрактивна содржина на Brain-o-Brain надпреварите оставија силен впечаток пред многобројната публика која го следеше настанот. Јас сум Боријан Николовски, учествував на демо презентацијата на 9-тиот национален надпревар по Brain-o-Brain. Јас сум 10-то ниво, ја свирев композицијата Двогласна инвенција број 8 во F-дур од Јохан Себастијан Бах, додека решавав Alphabet Dictation 5 реда. Јас сум Петар Митров, јас свирев песната, јас сум Мома Охридјанка на виолина и решавав 5 суми во исто време. Јас сум Хрисан Глигоровски и учествував во демо презентацијата каде што решавав трицифрен со едноцифрен број делење и во исто време пресметував 5 суми во исто време. Brain-o-Brain програмата на Црвен крст Охрид е наменета за деца на возраст од 4 до 14 години за развој на животни вештини како меморија, концентрација, визуелизација, имагинација, креативни способности и истата им овозможува целосно и ефикасно искористување на мозочниот потенцијал. Завршија градежните активности за асфалтирање во селото Лакочереј, информираше градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков преку објава на социјалните мрежи. Како што посочи Пецаков, инвестицијата е дел од заложбите на локалната самоуправа за рамномерен развој на општината и подобрување на руралната инфраструктура. Со новото асфалтирање, жителите добиваат побезбеден сообраќај, полесен пристап и подобри услови за живот. Градоначалникот Пецаков потсети дека претходно на оваа локација била поставена и примарна канализациона мрежа со што се создадени услови за целосно инфраструктурно уредување на просторот. Продолжуваме со силно темпо на работа низ целата општина Охрид, наведува Пецаков во објавата. Кармен Боуцентар ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди и потопло со максимална дневна температура до 20 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Утринската температура од 7 степени, а максималната дневна до 21 степен. Ќе дува умерен ветар од северен правец.
Температурите по Македонија утре во интервал од 4 до максимални 28 степени. Во следните денови ќе се задржи променливо облачно време. Во петок и во деновите од продолжениот викенд времето ќе биде променливо облачно, на повеќе места нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со обилен пороен дожд над 20 литри на метар квадратен, грмежи и силен ветер кој ќе достигнува брзина и над 60 км на час.